Албанија. Волонтери во помош на старите лица во САД да ги регистрираат за вакцина против ковид онлайн. Жените во Кабул бараат меѓународна заштита по одлуката за повлекување на американските војници од регионот. И од хоби може да се заработува. Повеќе детали во продолжение. Останете со нас, почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Елена Ѓоргиевска. Одлуката за повлекување на американските војници од Авганистан, повеќето граѓани во Кабул ја сметаат за небитна. Од друга страна, тамошните жени велат дека ќе им биде потребна поголема заштита. Обичен ден за Нур Ахмед во Кабул. Подготвува храна што се надева да ја продаде по завршувањето на постот. Небитно му е дали странските војници ќе се заминат или не. Повлекувањето нема да се одрази врз нашето секојдневие. Ниту американците, ниту странците ја купуваат мојата храна, само афганистанците. За сега работите одат нормално. САД и сојузниците официјално почнаа да се повлекуваат од Афганистан и да им ги предаваат операциите на афганистанците. Некои, како Ахмед, се индиферентни, но други пак се во шок по веста. Сега афганистанските жени се загрижени, навистина загрижени. Сакаме меѓународната заедница да стори нешто за да не заштити. Стравуваме дека ќе има уназадување. А тоа е асоциација на Талибан на власт во Афганистан, кога жените имаа малку права. Од тогаш земјата има направено голем напредок. Новиот Афганистан има експлозија од медиуми и можности за забава, како и наплив на млади образовани луѓе и успешни жени. Меѓународната заедница вети дека ќе остане вклучена во земјата откако ќе се заминат странските војници. Но Талибан ги зголеми нападите врз афганистанската влада и безбедносните сили изминатава година. Мировните преговори меѓу Талибан и афганистанската влада се во ќорсокак. Ниска е довербата во афганистанските безбедносни сили и нивната способност да ги задржат Талибан. Многумина, вклучувајќи и виши американски официјални лица, стравуваат дека борбите ќе се интензивираат и градовите ќе станат поранливи да бидат преземени од Талибан. Владата се обидува да ја минимизира загриженоста. Им обезбеди на медиумите обиколка во базите на специјалните сили да се уверат во нивната подготвеност. We expect the same thing, fighting. Очекуваме отпор, но подготвени сме. Ова е наша држава. Ќе се бориме да ги елиминираме терористите од Афганистан. Силни зборови, но многумина велат дека преговорите со Талибан за политичко решение веројатно ќе водат кон укинување на некои од правата кои беа стекнати изминативе 2 децении. Во најлошо сценарио се стравува од враќање на периодот во 1990-тите, кога во крвава неколкугодишна војна дојде до преземање на Кабул од страна на Талибан. А волонтери им помагаат на постарите лица во САД да се регистрираат за вакцина против COVID-19 онлайн. Повеќе за тоа како се организирани во наредните неколку минути. Пензионираната наставничка Труди Хофакер сака да решава по 5 крстозбори на ден, но кога станува збор за загадката наречена закажување на втора доза на вакцина против ковид, таа е затекната. На незината локална клиника снема вакцини, па таа мораше да бара на друго место, а немаше многу време. Има многу луѓе на моја возраст кои не се онлайн, кои не се разбираат во компјутери. Околу 30% од луѓето во САД се целосно вакцинирани, покажуваат податоците на Универзитетот Џонс Хопкинс, но предизвиците да се стигне до најранливите категории граѓани остануваат. Подпирањето на онлайн системите за закажување креираше пречки за повозрасните граѓани, но и за другите кои немаат компјутер или слободно време да бараат термини. Труди имаше среќа, доби помош од Майкл Брокман, 23 годишен сосед кој работи за голема технолошка компанија. Майкл се зафати со пребарување на сајтовите, но на почетокот немаше среќа. На крајот му реков, Майкл, батали, ке се обидеме утре. Но ми рече дека едва е можел да спие таа вечер. И следното утро, околу 8:30, ми се јави и ми рече, ти закажав.
Майкл почнал со барање термин за пријателите и роднините, но сега е волонтер во Самовили за вакцинација, непрофитна организација која бара термини низ целата земја. За време на викендите, кога не работам, можам да закажам и до 100 термини. Мислам дека најмногу што имам направено се 14 закажувања за половина час. Самовили за вакцинација, кои не плаќаат за услугата, била основана од Кейтлин Хртел, откако увидела колку било тешко да се закаже термин за незините родители. Среда ноќ се одлучив да почнам со ова. Во една вечер почнавме со работа, а следниот ден веќе имав барања за закажување и волонтери кои се пријавија. Еден месец подоцна оваа мрежа има закажано повеќе од 10.000 термини во 47 сојузни држави, што покажува колку е голема потребата за ова, и тоа не само меѓу највозрасните. Имавме многу наставници, родители со мали деца, работиме и на шпански јазик, а размислуваме да започнеме и со кинески. Волонтерите си помагаат и се охрабруваат меѓу себе. Полноќ во вашата временска зона е најдоброто време да најдете термин. Имаме стотици волонтери кои работат во текот на ноќта. Би сакала да мислам дека ова е потрага по богатство и јас сум Индиана Джонс. Може да биде многу фрустрирачко и обесхрабрувачко, но кога конечно ќе закажете термин, се чувствувате убаво. Некогаш добивам долга порака од луѓе кои ми велат ми го спаси животот. Ми го имаат речено тоа. Прекрасно е чувството кога знам дека правам разлика. А некои успеваат да заработат пари од нивното хоби. Гласот на Америка разговараше со собственичка на бизнис за изработка на знаци од дрво. Еве што вели. Се викам Дезири Ментес и собственичка сум на Растик, тексанска работилница за дрво. Бизнисот започна случајно. Сакав да направам табли за себе и да им ги подарам на пријателите и семејството. Од секогаш сум ја сакала идејата да дадам некому уникатно парче, необичен подарок, туку нешто што луѓето би го сакале и го ценеле. Мислам дека целиот концепт на мојот бизнис е создавање уникатни табли од дрво за луѓето. Направив една табла пред неколку месеци. Станува збор за момче кое се преселило во Колорадо. Било на рехабилитација од дрога и потоа се преселило во Колорадо за нов почеток со својата партнерка. Сега живее здрав живот, планинари и ужива во животот. Неговата сестра дојде кај мене, сакајќи да му подари табла за ова негово ново поглавје од животот. Го направив тоа на тркалезен знак со планини и дрвја и ставивме цитат што тој многу го користел на Инстаграм. Излезе многу добро, како на нешто што го потсетува дека животот е убав. Ми дојде природно, специфичен процес на вистина нема. Ако имаше, немаше да биде уникатно. Едноставно им дозволувам на моите клиенти да зборуваат. Тоа се нивни идеи. Јас потоа ги поврзувам најдобро што можам. Еден од најголемите предизвици во оваа работа како собственичка на мал бизнис и мајка е немањето доволно време да бидам со моите деца. Мора да се балансираат двете работи. На почетокот беше тешко, но потоа научив како да ги внесам моите деца во работата. Треба да знаат што правам. Се надевам дека мојата приказна може да ги охрабри другите кои започнуваат нов бизнис. Треба волја, желба и самодоверба. Мора да верувате во себе. Овде е крајот на вестите. Со нови информации се гледаме утре повторно. Пријатно.